Министерот за европски прашања Орхан Муртезани најави напори и обид за трет можен протокол за надминување на спорот и забрзување на евроинтеграциите. Целта е, како што рече, враќање на довербата меѓу Скопје и Софија. Сепак во насока на уставните измени веќе посочи дека тоа е превземена обврска која мора да се направи, но потребно и враќање на довербата за да се врати и диалогот. Тоа е превземена обврска без која нема отварање на преговори и нема членство во Европската Унија. Меѓутоа, како што нагласив, во моментот не може ние да зборуваме за процес на уставни измени, кога сите тие наши грижи или дилеми не се соодветно адресирани. А за да бидат адресирани, треба се воспостави диалог, редовен, да се врати довербата помеѓу двете соседски земји, за да може на европски начин да градиме заедничка европска иднина. Дека добриот диалог со соседните земји секогаш е најдобриот рецепт за успех, додаде и шведската амбасадорка во земјата Джесика Розенкранц, која не пропушти прилика да ја истакне поддршката која земјата ја има и од Шведска, но и ги охрабри властите во земјата на реформскиот пат. Верувам дека добар диалог со соседите е многу важен и тоа исто така дел од станување на земја членка во Европската Унија и ние го поздравуваме и го поттикнуваме секој добар диалог кој што може да биде остварен во таа смисла. Што се однесува до процесот сам по себе, Шведска многу јасно искажува дека откако ќе бидат спроведени уставните измени е на земјите членки да го почитуваат договорот кој што е направен и формално да започнат преговорите веднаш. Вчера во изјава за бугарските медиуми пак еврокомесарката за проширување Марта Кост исто така посочи дека местото на Македонија е во Европската Унија и дека гледа волја кај македонските власти за испорачување на реформите, но и дека по промената на уставот нема да има дополнителни услови за земјата, а пак амбасадорката на САД во земјата Агелер во телевизиско гостување веќе посочи дека е сигурна дека веќе се работи на уставните измени. Известувачот за земјата во Европарламентот Томас Вајц на мешовитиот парламентарен комитет меѓу Македонија и Европската Унија порача дека Европската Унија заедно со Скопје и Софија треба да најде сили за решение на спорот.